Почна најдолгиот и најстрогиот пост, великденскиот пост, годинава се поклопува со рамазанските пости, како полесно да ги поминеме. Разговараме со Надица Илиевска, нутриционист. Добро утро. Добро утро. Најстрогиот, најдолгиот пост, од здравствени причини да, од верба, почитување на традицијата исто да, но стана тренд и модерно да се пости. Како со тие некако да се справиме кои што сакаат да постат, да не си го нарушат здравието, на што треба најмногу да внимаваат. Како да влеземе во постите? Значи, верските пости, исхраната е во целата таа приказна еден дел, но многу значаен дел. Всушност сме зборувале и за тоа дека голем дел од исхраната и од начинот на исхрана е тренд. Но, генерално, бидејќи се повеќе и поголема популација пости, веќе имаме и релевантни научни истражувања и докази за влијанието на постот на било кој начин врз здравието на луѓето и сме нагласувале и овде порано дека всушност е здраво да се пости. Секој тип на религиски пост има своји карактеристики. Овој пролетен или великденски пост во православието е малку покарактеристичен од другиот долг пост божичниот, поради тоа што на подолги временски периоди се исклучуваат и мастите, значи и маслото во исхраната, освен што се воздржува од конзумирање на храна од било какво животинско потекло. Ке повторам, постењето е здраво. Всушност, после долгата и тешка зима, после оние слави, после сите оние празници, доаѓа како еден природен начин на чистење на организмот и доколку се практикува онака како што треба, тогаш тој има здравствени бенефити. Например, една студија во Романија покажа дека после 40-дневниот пост дури се намалуваат и брчките, кожата станува по-здрава, но и нашиот дигестивен тракт всушност се одмара на некој начин од тешки и комплицирани јадења за кои што им треба подолга дигестија и на некој начин се менува цревната флора за да не спреми за типот на храна кој што сезонски се менува да се прилагоди кон летните зеленчуци, овошја и кон тој тип на храна. Како ние да го подготвиме организмот со оглед на тоа дека вчера имавме трпе за прочка, а денеска веќе започнуваат постите? Знаете, ако не се работи само за тренд во постењето, постои припрема во постот, кој што треба да почне од денес. Како изгледа пред 2 недели беше откажување од млечни производи, а минатата недела е откажување од месо. Што значи дека постои одредена припрема, така наречена сиропусна и месопусна недела, која што на некој начин за 14 дена го воведува организмот, за да денес може полесно да се вклопи. Замките на постењето се всушност монотонијата на исхрана, и изборот на намирници, ограничувањето. Не изборот на намирниците, туку она што всушност се одзема од нашето класично мени, без да се потрудиме да се надополни со други комбинации, без да се прошири асортиманот на намирници кои што ги има во изобилство сега во пролет и кои што може да надоместат. Што советувате? Она што треба да се направи е најголемата замка се наглите скокови и падови на гликемија и од тука гладта, од тука немањето на енергија, од тука желбата за спиење, бидејќи наместо да се свртиме кон сложени јаглени хидрати, всушност се сведува на класичните прости јаглени хидрати, кои што наутро, например, по јадокот, ја крева гликемијата, меѓутоа многу брку ја спушта и не внесува во еден магичен круг на тоа да ние постојано сме гладни. Појадокот треба да биде
придружен со билни влакна. Мојот личен совет е за време на постите, секогаш на одредена житарка или псевдожитарка да се додаде и салата. Ние немаме навика да појадуваме салата, но билните влакна ќе дадат ситост, ќе го успорат тој нагол скок на конзумирање на јаглени хидрати и на некој начин ќе дадат подолго време ситост. Мешунките и нивната правилна комбинација може да даде комплетна замена на протеините од животинско потекло на одреден временски период, кој што ќе се воздржуваме од нивно конзумирање. Што значи дека, додека постиме, не значи дека не треба да влеземе во кујна, туку значи дека повеќе треба да се посветиме на подготовка на храната. Па тука имаме комбинации на разни зеленчуци, мешурки, леќа, граф, боранија, грашок, тука се коренестите, се уште го имаме цвеклото, младиот морков, исто така, додавање на ориз во варива, посилни чорби од зеленчуци кои што се коренести, и плюс го имаме и сега излегува спанакјот, зелјето, навистина, но со една добра посветеност и со едно добро комбинирање, може да завршиме на крајот на постите со подобрено здравје, може да биде делотворен со по нас, намален холестерол, со променета цревна флора, со повеќе енергија. Годинава се поклопува со рамазанскиот пост. Што ќе кажете? Имаме ли сличности и кои се разликите? Сега нема да ве прашам како е подобро, дали наутро да се јаде или навечер да се јаде, оти религијата и традицијата си наметнува различен начин на постење, но ми интересира дали имаме некоја сличност во изборот на намирници. Препораките би биле тие со тоа што кај рамазанските пости всушност се работи за продолжување на времето на гладување, и бидејќи ние не живееме на северната хемисфера, се случува всушност да она време кога треба да се јаде е во вечерните, односно во касните утрински часови. Но замките и кај едниот и кај другиот пост се еднакви, од проста причина што организмот кај рамазанските пости може би првиот шок е поголем, затоа што биоритамот на организмот не е навикнат навечер да дигестира храна, а преку ден да абстинира од храна. И потребно е време за тој да се прилагоди. Но не треба да се прескокнува појадокот ни во рамазанските пости, а би било добро ифтарот да се подели на 2 дела, бидејќи таму нема ограничување во однос на намирниците, и препораките се и таму појадокот да се конзумира и да биде претежно од билни влакна и да биде претежно од мешунки, а да не биде прости јаглени хидрати, токму ради тоа качување на гликемијата и потоа нагол пат. Интересно е кога имаме воздржување од храна во одредени временски периоди, тоа е докажано дека апсолутно не е штетно по здравјето, но најмногу го чувствуваат поради одземањето на така наречените стимуланси како што е кафето и чајот, кои што вообичаено се конзумираат наутро, наутро, додека тие не. Меѓутоа, правилно конзумација, би рекла, на сите видови на пости води кон добро здравје, бидејќи овозможува еден вид на регенерација и чистење на организмот. Знаете, исто така и за едните и за другите пости е многу важно да се работи и на еден вид на комплетно смирување на организмот, каде што базалниот метаболизам, постојат истражувања дека базалниот метаболизам и потрошувачката на енергија станува помала, за да му овозможи на организмот, значи да се посвети и на некои други работи кои што се препорачани. Исто така,
конкретно православниот пост, неверојатно добро нутриционистички избалансиран. Затоа што па кон крајот имаме 2 празника на кои што се воведува рибата, како што се Благовец и како што е Цветници, да. Што значи дека како да на некој начин се водело сметка да кон крајот веќе подготовка на воведување на здрави масти кои што се предпоставува дека недостасувале 20 и нешто денови. Ви благодарам за разговорот. Се надевам дека помогнаа советите. Се надевам дека сите ќе успеат во мисијата, почнувајќи од денеска. Во наредните 40 и нешто дена, ова е најдолгиот пост. Вие сте постеле? Сте го издржале постот? Да, до крај. Да. Секако. И по себе, веројатно, и затоа велите, има здравствени придобивки, да, сте ги почувствувале. Да. Благодарам. Ми беше задоволство.